гостите на денешниот настан. Најнапред би сакала да ги поздравам и да изразам задоволство од присуството на нашите ценети гости на денешниот настан, Нејзината екселенција амбасадорката на Соединетите американски држави во Република Северна Македонија, Нејзината екселенција Кейт Мари Бърнс, градоначалникот на општина Делчево, господин Горан Рајковски, градоначалникот на општина Благоевград, господин Илко Стојанов, исто така представниците на амбасадата на Соединетите американски држави во Бугарија, представници на невладиниот сектор, на медиумите, млади, кои што ви се тема на денешниот настан. Добре дојдовте на денешниот настан, насловен како завршен настан во рамки на проектот Бизнис, развој на млади за социјално предприемаштво, кој што има за цел да ги презентира идејата на младите, да ги презентира младинските идеи, меѓутоа да има и една форма на саем, на кој што на иновативен начин ќе ги презентираат нивните идеи за социјално предприемаштво, кои што беа развиени во периодот додека траеше самиот проект. Проектот како иницијатива од страна на регионалниот центар за застапување се реализираше во изминатите неколку месеци и имаше редица на активности кои што имаа за цел да го поттикнат и да го промовираат младинското предприемаштво. Почна со промотивна кампања, изработка на промотивни материјали и видео, следуваше формирање на младински хаб, целосно опремен во моментот, кој што и во следниот период ќе може да го користат сите млади. Понатаму имаше една многу интересна активност која ги обедини некаде повеќе од 50 на млади во еден младински хаб, каде што се дружеа и учеа за социјалното предприемаштво, а од самиот младински хаб се формираа тимови кои што во понатамошниот период развија своји идеи во бизнис планови и во втората половина на денот овие бизнис идеи ќе ги споделат со нас и ќе ни ги презентираат. Distinguished guests, dear participants, welcome to our final event of the project Business Development of Youth for Social Entrepreneurship. Firstly, I would like to welcome to our distinguished guest, Her Excellency, the Ambassador of US in the Republic of North Macedonia, Ms. Kate Marie Byrnes, dear Mayor of the Municipality of Delčevo, Mr. Goran Trajkovski, dear representatives of the Embassy of US in Bulgaria, the Mayor of the Municipality of Blagoevgrad, Mr. Ilko Stoyanov, dear representatives of NGO community, media, dear young people, youth that are focus of our main activity during the project, welcome to the final event to share together the results and present activities in the framework of the project. This project was initiated by and implemented by a regional center for development and Regional Center for Advocacy, and during the project activities it was a lot of tasks and activities that were implemented, firstly with a promotional campaign for promotional materials and video to enhance the awareness about the social entrepreneurship and to enhance youth participants, establishing of youth hub, fully equipped and that can be used in the following period by the all interested young people. Also initiation and implementation, bringing together for about 50 young people on the youth camp, the place when they could share their ideas to learn more and develop further their ideas in business plans that will be presented in the second half of the day. So in the next few minutes I will ask the project coordinator, Rodne Delovska, to say something more about the project and about the project main results. Rodne, you're welcome. Благодарам, Јасминка. Почитувана амбасадорка на Соединетите американски држави во Скопје, господја Кейт Мари Бърнс,
почитувани представници од амбасадата на Соединетите Американски држави во Софија, почитуван градоначалник на општината Благоевград, господин Илко Стојанов, почитуван градоначалник на општина Делчево, господин Горан Трајковски, почитувани представници од бизнис заедницата, граѓанскиот сектор и наши соработници. Your Excellency, U.S. Ambassador to Skopje, Ms. Kate Mary Burns, distinguished representatives of the U.S. Embassy in Sofia, distinguished Mayor of the Municipality of Blagoevgrad, Mr. Ilko Stojanov, distinguished Mayor of the Municipality of Delchevo, Mr. Goran Trajkovski, distinguished representatives of the business community, NGO sector, our collaborators. Дозволете ми најнапред срдечно да ве поздравам и воедно да ви посакам искрено добре дојде во нашето Делчево. Оваа средба денес за нас е од огромно значење, затоа што заокружуваме еден успешен проект кој донесе многу позитивни резултати за регионот и затоа што денес сме на едно место собрани сите ние кои заеднички придонесовме за овој проект да се реализира. Бизнис развој на млади преку социјално предприемништво го започнавме пред точно една година како наша прва соработка со амбасадата на Соединетите Американски држави и оно што посебно сакам да го потенцирам со тимот од амбасадата кој беше на секој чекор со нас додека го спроведувавме проектот. First of all, greetings and welcome to our beautiful town Delchevo. This meeting today is of great importance for us because we are completing a successful project with brought many positive results for the region and because we are gathered in one place, all who have jointly contributed to this project to be realized. We started youth business development through social entrepreneurship exactly 1 year ago as our first collaboration with the U.S. Embassy, and I especially want to emphasize with the embassy team that was with us every step of the way as we implemented the project. За многу кратко време, преку една успешна промотивна кампања, успеавме да ги заинтересираме младите за една нова тема и да ги потикнеме да размислуваат како преку бизнис да придонесат за општеството, особено на ранливите категории граѓани. Тие секојдневни иницијативи, младински активности и јакнење на капацитети, кои што произлегува во првите месеци од 2021 година, го формираа првиот младински хаб во регионот. Од тогаш, сите млади од овој регион имаат комплетно опремено катче, каде во секое време може да доаѓаат, да ги развиваат своите вештини и да работат на иновативни идеи и проекти. In a very short time, through a successful promotional campaign, we managed to interest young people in a new topic and to encourage them to think about how to contribute to society through businesses, especially to the vulnerable categories of citizens. Those daily initiatives, youth activities and capacity building that emerged in the first months of 2021 formed the first youth hub in the region. Since then, all young people in the region have a fully equipped corner when they can come at any time, develop their skills and work off innovative ideas and projects. Организиравме над 5 координативни состаноци. Младите ги јакнеа своите капацитети во различни области. Спроведовме герила акции и започнавме многу младински иницијативи. Ги вклучивме младите во демократските процеси на локално ниво. Организиравме младински камп на планината Голак со 50 млади од регионот, кои учеа за социјалното предприемништво, а истовремено и за зачувувањето на животната средина и за убавините на нашиот крај. Низ целиот тој процес вклучивме и експерти од различни области, представници на локални институции, на училишта, на граѓански организации и на медиуми, на кои сме им бескрајно благодарни за несебичната поддршка. We organized over 5 coordination meetings. The youth strengthened their capacities in different municipalities. We conducted guerrilla actions and started many youth activities. We involved the youth in the democratic processes at the local level. We organized a youth camp on Mount Golak with 50 young people from the region who studied for social entrepreneurship and at the same time for the preservation of the environment and the beauties of our region.
Through the process, we include experts from various fields, representatives of local institutions, schools, civil society organizations, and the media, to whom we are infinitely grateful for their selfless support. Препознавањето на потребите на младите и истовремено давањето можност тие да станат двигател на општествените промени е можеби најдобрата работа која може да им се понуди на младите. За нас, како здружение кој веќе 15 години работи со млади, е исклучително важно да ги задржиме младите дома. И не само тоа, туку да ги потикнеме да станат активни, независни, мотивирани и решителни граѓани кои веруваат дека можат самостојно или здружено да влијаат на позитивните промени во општеството. Тој пат единствено може да го изодиме со поддршка од сите заинтересирани страни. Recognizing the needs of young people and at the time giving them the opportunity to become drivers of social change is perhaps the best job that can be offered to them. For us, as an association that has been working with young people for 15 years, it is extremely important to keep young people at home, and not only that, but to encourage them to become active, independent, motivated and determined citizens who believe that they can independently or jointly influence positive change in society. We can only walk with that path with the support of all stakeholders. Како координатор на проектот, ви се заблагодарувам уште еднаш и се надевам дека нашата соработка ќе продолжи во периодот кој доаѓа. Младите во Делчево имаат потенцијал и сакаат да работат, да им обезбедиме услови за тоа. Ви благодарам. As a project coordinator, I thank you one more time and I hope that our cooperation will continue in the coming period. Young people in Delčevo have potential and want to work. To provide the conditions for that. Thank you. Благодариме, Родне. Целата оваа идеја немаше да може да се реализира и да се спроведе во практика доколку ја немавме поддршката на амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Северна Македонија. Тие ја препознаа нашата идеја и ја поддржаа комплетно во текот на самата имплементација. This whole idea will not be able to be implemented without support from the US Embassy in the Republic of North Macedonia, who recognized this idea and fully supported during the during the process of implementation. So I'm very glad to invite Her Excellency, the Ambassador of US in Republic of North Macedonia, Ms. Burns, to address the audience. Dobar den. Dear mayors, distinguished guests, friends, and partners. It is such a pleasure to be here today for such an important program, to see the completion of a project that has meant so much to so many, to be here for the Social Entrepreneurship Fair, and to witness the opening of the new hub. Драг градоначалнику, истакнати гости, пријатели, многу големо задоволство е да бидам тука меѓу вас во последната фаза на овој проект кој што очигледно значил многу за вас, а воедно и заемот на кој што ќе учествуваме подоцна сите заедно. This is the kind of project that takes very little investment but has such a huge impact because it involves so many committed and dedicated partners. Ова е тип на проект кој што не бара многу средства, но бара искрено внимание, посветеност и партнери. Beginning from the Regional Advocacy Center in Delčevo, who've been committed to investing in the young people in this region for 15 years, to the people who showed up today and have been part of these amazing programs. All of you generate hope for all of us as we seek to confront some of the biggest challenges that we've faced in our lifetime. Сите вие кои што дојдовте денеска и кои што изминатите 15 години помагавте во вакви слични и во овој проект, генерирате надеж за младината од Делчево и од регионот. The challenges of the pandemic, the climate crisis have convinced even the biggest governments like mine that none of us can face these problems or come up with solutions on our own. No one government, no matter how big or powerful,
No one capital city, no one country can do this on their own. Предизвиците со кои што се соочивме, целиот свет, пандемијата, ги убеди многу држави, меѓу кои влади, меѓу кои мојата, дека никој не може да се справи со овакви предизвици сам со сам, како единка. And if we want to build a better future, then we need to engage those who are most involved and invested in having that future for themselves. That's the young people. А ако сакаме да градиме подобра иднина, треба да инвестираме, да вложиме во оние кои што се двигатели на подобро утре, а тоа се младите, младината. For us, the United States, investing in young people means beginning, first of all, with listening to them, listening to what matters to them, what they care about, what they're passionate about, sharing experiences, bringing people together so that they can brainstorm and collaborate, and then giving them the tools and the resources they need to fulfill those visions and passions themselves. За нас во Соединетите Американски држави, како прв чекор во остварување на оваа цел е да се има слух, да се слушнат младите, понатаму да се вткајат, да се помогне, откако ќе се слушнат нивните идеи, да се соединат во една мрежа на познанства, како што имаме пример денеска, за понатаму да може да спроведуваат нивните идеи. And in that respect, I must say that this project has not only fulfilled all of our objectives, it's exceeded many of them. И морам да признам дека овој проект не само што ги исполни нашите цели, туку ги повеќе од исполни, ги надфрли нашите очекувања. And that's a credit to all of you who invested your time and your support and your attention in helping these young people achieve their objectives. А тоа е благодарение на сите вас, на сите ваши вложувања, на вашето присуство што им помогна на младите да си ги остварат своите цели. But we're not done yet. We're not done yet with our partnership with the young people here in the region or with our programs throughout the country. Но се уште не сме завршиле. Се уште имаме работа со нашите партнери, со нашите идеи во регионот, во Делчево, во регионот и во целата држава. That's why I have with me here today members of my team from our embassy in Skopje. Затоа јас ги имам денеска со мене членови од мојот тим од амбасадата на САД во Скопје. And I'm delighted that we have representatives from our US embassy in Sofia as well. И драго ми е што имам представници од нашата амбасада во Софија. Plus our amazing American corners, 5 of them throughout the country, and our newest addition, the pop-up corner, which is going to be able to provide even more connection and communication with this region. Плюс американските корнери, кои што ги имаме 5 во државата, и најновата едиција на американските качиња, тоа е pop-up корнерот, кој што ќе може да им обезбеди ресурси и услуги на поголем регион во државата. I'm committed to making the U.S. North Macedonia partnership stronger than it's ever been, and that's starting from a very strong base. But to do that, we're going to need to keep creating the connections that programs like this, that projects like this, that bring together the private sector, young people, the local governments, and even the embassies and the international community can do to help create those positive solutions that we all need for a better, brighter future. И мојата заложба ќе биде и ќе остане креирање на конекции помеѓу младите луѓе, приватниот сектор, локалните влади и владите, за да направиме подобра иднина за нашите млади генерации. So congratulations and thank you very much. Затоа ви честитам и ви благодарам. Thank you, Ms. Ambassador. I believe that our successful cooperation will continue in next period in order to implement maybe some of the business ideas that youth people will initiate in frame of this project. Сега, нормално дека за секоја една иницијатива да може да се реализира на локално ниво, необходна е поддршката и од локалната самоуправа. Особено заради тоа што и за овој микрорегион, за општина Делчево, од исклучително значење е ангажманот, поттикнувањето и активизмот на младите. Секако дека од огромна поддршка беше значењето на локалната самоуправа и на првиот човек, на градоначалникот Горан Трајковски, кој што еве денеска веројатно е прв настан после изборот во новиот мандат. Се надевам и верувам дека и во следните 4 години ќе продолжи поддршката за иницијативите на младите и за севкупниот развој на општината. Градоначалник, повелете.
Ваша ексцеленциjo, почитувана амбасадорка на Соединените американски држави, госпоѓо Кейт Мери Бърнс, почитувани представници на амбасадата на Соединените американски држави во Република Бугарија, почитувани представници на локалната самоуправа од нашиот пријателски град Благоевград, почитувани домаќини, почитувани млади, почитувани представници на бизнис заедницата, добре дојдовте во Делчево. Your Excellency, Ambassador of the United States of America, Ms. Kate Mary Burns, dear guests from Embassy of United States in Bulgaria, representatives of the business community and the NGO sector, welcome to Delčevo. Dear hosts, dear young people. Благодарам на сите вас за вашиот ангажман, за можноста што денес сите со вашата работа овде во Делчево не правите горди. Исто така младите кои што се вклучија во оваа работа, мотивирани од страна на регионалниот центар за застапување, поддржани од Соединените американски држави, во изминатиот период работеа во сферата на социјалното предприемништво и врз основа на тоа денес ние сите овде ќе бидеме сведоци на презентација на нивните нови бизнис идеи. Thank you for your commitment and the opportunity to make us proud today with your work. I'm glad that the young people in Delčevo, mobilized by the Regional Advocacy Center with the support of the US Embassy, have recently worked in the field of social entrepreneurship, and today we will witness the presentation of their business ideas. Имајќи во предвид дека во нашата држава има само околу 30 на фирми кои што се формирани врз основа на социјалното предприемништво, а во нашиот град, во Делчево, нема ниту една таква фирма, тогаш јасно е од колкаво значење е овој проект кој што се спроведуваше во однос на предприемништвото социјално на младите и врз основа на сето тоа ние мора да учиме од младите за некои работи, мора да им даваме поттик, да го слушаме нивниот глас, да ги слушаме нивните идеи и да бидат инкорпорирани во целата наша работа. If we know that in the country there are only 30 companies formed on the basis of social entrepreneurship, and in Delčevo there is not one, then it is clear what is the significance of this project in which young people were actively involved. And in fact, we need to learn a lot from young people, to listen to their voice, ideas, because they are the progressive force, the one that leads forward in the development of a society. Секако дека јас во оваа прилика нема да должам многу, но како граначалник на општина Делчево сакам да испратам порака дека младите се тие во кои што ние треба да ја вложиме најголемата енергија за да продолжат да ги развиваат овие социјални бизниси преку социјалното предприемништво, се со цел да ја развиваат и нашата општина во Делчево, но и нашата држава. On this occasion, I would not owe much, except that I want, as Mayor of Delčevo, to send a message that we support the implementation of all projects that bring and open a new perspective. Because specifically, when it comes to the development of social entrepreneurship in Macedonia, it is necessary to be strategically supported and to be integrated in the plans for economic and sustainable development. Во развојот на социјалните бизниси, на социјалното предприемништво, треба да биде секако вклучена и пошироката бизнис заедница, паралелно со јавните институции, со агенциите и граѓанскиот сектор. И во оваа прилика еве за крај јас ќе споделам една мисла со вас, која што го инкорпорира значењето на социјалното предприемништво, а тоа е дека донираниот долар има само еден живот, а доларот кој што е вложен во социјалните бизниси се обновува многократно. Ви благодарам. In supporting the social economy, it is necessary to involve the wider business community together with public institutions and agencies, as well as the NGO sector. Finally, I will share with you a thought that incorporates the importance of social entrepreneurship. The donated dollar has only one life, but the dollar from social businesses can be renewed many times over. Thank you. Ви благодарам, градоначалник. Секако дека за да еден проект
почне да се реализира, да се имплементира, најпрво е потребна идеја и сето тоа да се спакува и да се подготви како проектна идеја. Регионалниот центар за застапување долги години работи на имплементација на проекти, вклучително и проекти кои ги адресираат потребите на младите. Јас со задоволство го поканувам председателот на регионалниот центар за застапување Тони Стоименовски да ве поздрави на денешниот настан. Тони, повели. Благодарам, Јасминка. Почитувана амбасадорка на Соединетите американски држави во Скопје, Ваша екселенција Кейт Мери Бърнс, почитувани представници на локалната самоуправа од општина Благоевград, почитувани партнерски организации од Република Бугарија, почитуван градоначалник на општина Делчево Горан Трајковски, почитувани представници од бизнис заедницата, граѓанскиот сектор, почитувани медиуми, почитуван господин Златко Самарџиев, представник на програмата на UNDP, Глобален еколошки фонд, програма за мали грантови, како наш голем донатор и во изминатите 15 години, но се надевам и во иднина. Your Excellency, U.S. Ambassador to Skopje, Ms. Kate Mary Burns, Distinguished Major of the Municipality of Blagoevgrad, Mr. Ilko Stojanov, Distinguished Major of the Municipality of Delčevo, Mr. Goran Trajkovski, distinguished representatives of the business community, civil society, respected media, distinguished representative of the UNDP, Mr. Zlatko Samardžijev. Сдруженијето Регионален центар за застапување е здружение кое активно работи изминатите 15 години на јакнење на граѓанскиот сектор во регионот, јакнење на општините со цел правење на поконкурентен регион. Денес на 26 октомври со задоволство сакам да споделам со сите вас присутни дека е нашиот 15-ти роденден. Изминатата деценија и половина низ работа на здруженијето помина голем број на активисти со голем број на активности кои го дадоа својот придонес за развој на нашето здружение, кои оставија траен печат во работата на нашето граѓанско општество и кои помогнаа на голем број на млади да го изберат токму овој сектор за своја идна професија. Изминатите години покрај со младите работевме и на зачувување на животната средина, јакнење демократските принципи на нашето општество. The Regional Advocacy Center is an association that has been actively working for the past 15 years of strengthening the NGO sector in the region, strengthening the municipalities for a more specific micro-region. Today, October 26, we are pleased to share with all of you that it is our 15th birthday. The past 15 years, through the work of the association, have passed and actively involved a number of activities who have contributed to the development of our association, who have left a lasting mark on the work of civil society and who have helped many young people to choose this sector for their profession. In recent years, in addition to working with young people, we have worked to preserve the environment and strengthen the democratic principles of society. Изминатите 15 години имавме голем број на донатори, без кои сигурно немаше да ги постигнеме сите наши резултати и сите наши успеси, ако земеме во предвид дека нашето здружение е определено на користење на донаторски средства. We also had a large number of donors without whom we certainly would not have achieved all our results and success if we take into account that our association is determined to use donor funds. Иако имавме голем број на проекти на различни теми кои опфаќаа различни целни групи, проектот за кој што сме собрани денес е од посебен интерес, бидејќи се работи за проекти и активности кои што се директно врзани со заеднувањето на капацитетите на голема група на млади од регионот. Ги поттикнавме да размислуваат на темата социјално предприемништво и да создаваат идеи кои што ќе се користат во секојдневното живење во нашето општество и ќе создаваат вредности и принципи. Социјалните предпријатија работат за општо добро и имаат општествено влијание и влијание врз животната средина. Тие работат на креирање на заеднички идеи, базирани на отвореност и доверба, меѓусебна соработка, се подготвуваат и создаваат знаење
со социјални предпријатија од земјата, од Европа, но и од целиот свет. Although we had a number of projects on different topics that cover different target groups, the project for which we are gathered today is of special interest to us because it is project and activities that directly strengthen the capacity of a large group of young people in the region, encouraging them to think about social entrepreneurship and to create ideas which will benefit the whole society and will create values and principles. Social enterprises work for the common good and have social and environmental impact. They work to create a common identity based on openness and trust, cooperate with each other, support each other and share knowledge with social enterprises from the country, Europe, but also from the world. Нашата визија, визијата на Сдруженијето Регионален центар за застапување е создавање на силно граѓанско општество и одржливо и солидарно општество на заедници каде заедниците ќе можат да работат на намалување на проблемите во оваа сфера заедно со граѓанските организации, локалните самоуправи од регионот и бизнис заедницата. Искрено се надеваме дека дел од нашата цел е постигната и испратена порака до целокупната заедница. Во идниот период продолжуваме со сите започнати активности и нивно проширување, но и со реализација на идеите кои беа родени за време на нашите активности токму од овој проект. Дел од тие идеи ќе можеме да ги слушнеме и ќе бидат представени од страна на младите луѓе кои што се присутни овдека во салата. И сакам да изразам благодарност уште еднаш до амбасадата на Соединените Американски држави, тимот во амбасадата кој што најпрво ја препозна нашата идеја, обезбеди финансиски средства за реализирање на нашата идеја и цело време стоеше зад проектот и несебично не поддржуваше. Ви благодарам. Our vision is to create a strong civil society and a sustainable and solidary society and community where we can work together to reduce problems in this area together with civil society organizations, local governments and the business community. We sincerely hope that part of our goal has been achieved and the message has been sent to the whole community. In the future, we will continue with all the started activities and their expansion, but also with the realization of the ideas that were born during our activities. We will be able to hear some of those ideas and they will be presented by the young people who were part of the project. I want to express my gratitude to the team that implemented this project. I want to express my gratitude to the US Embassy and the Embassy team who first recognized our idea, provided funding and selflessly supported us for the entire duration of the project. Thank you. Благодарам, Тони. Верувам дека сите со нетрпение очекувате да слушнете кои се 5 идеи кои што младите тимови ги подготвија и ќе ги споделат денеска со нас. Прв тим е од Македонска Каменица, тимот со идеја за основање на кариерен центар за обука. Јас ги поканувам представниците на тимот да ја споделат со нас идејата. Повелете. I would like to say hello to everyone. My name is Clementina and I'll be presenting an idea about career center named Phoenix. So why education? Because it's one of the most important things and knowledge is what we crave for. So our goal is to just achieve that and to help the other ones to be more comfortable with their choices, with their educational purposes. So our career center has 4 areas. The first one is IT education, the second language, then we also have social education and some workshops and consultations.
About the first one, we know that IT is one of the most great things in the world, because IT is developing really fast, and from everyone it's like it searches the most of people. So in our educational center we'll have experience with the web pages, for those who want to create web pages from scratch, we'll use HTML and CSS, and for those who doesn't want to code, we also have working on WordPress. Then we also have graphic designing, because we see graphic designing in pages, on books, everything is digital nowadays. So in graphic design, we'll aim for everyone to learn Illustrator, Photoshop, InDesign, and most likely creative thinking and some composition. Then for the other language, we'll have learning English, German, Italian, Slovenian, and etc. Because you know that people are known for their languages, and when you know most, you feel better with yourself. So why not expressing that, and why not for everyone to choose to learn another language? Then we also have social education or social skills. So we'll aim to help the other ones, to help the elderly, to help the people with disability, to be with them, and to do some activities. So that's the social thing in our project. And lastly, but not least, we'll have workshops and consultations. Workshops we mean for design workshops or art, like drawing, having incredible time with the youngest, with the most mature ones, everyone who wants to learn, and everyone who wants to just go and take time to learn. Thank you to everyone. Здраво на сите, како што веќе кажавме, ние доаѓаме од Македонска каменица и денеска сме овде за да ви го презентираме нашиот проект, односно нашата идеја за едукативен кариерен центар. Ние во нашиот едукативен кариерен центар ќе имаме 4 области. IT област, односно компјутерски јазици, изработка на веб страни, Photoshop и најразлични активности со кои што ќе можеме да ги едуцираме младите. Втора област ни е јазиците, бидејќи знаеме дека во денешно време колку повеќе јазици знаеме, толку сме поуспешни, односно можеме да комуницираме со најразлични луѓе од сите страни на светот, па затоа наша идеја да ги едуцираме младите и секако и постарите кои што сакаат повеќе да научат за основите на англиски јазик, германски, словенски. Потоа третата област ни е за социјално загрозените лица, односно за постарите лица кои што имаат потреба од најразлична помош, кои што имаат пречки, исто така лица и деца кои што имаат пречки во развојот. Исто така за нив ќе бидат организирани најразлични активности кои што ќе имаат одреден временски период во текот на денот, каде што ќе можеме да ги подучуваме, каде што ќе може да го поминуваат своето време и слично. И последната област ни е за консултации. Во ова област паѓаат правните консултации и исто така ликовните активности. Имаме исто така и активности за јавно говорништво и слично, и мислиме дека и оваа област е исто така поволна за
младите во нашиот град, и исто така и за младите од другите места кои што ќе сакаат да не посетат, но и за постарите кои што ќе сакаат повеќе да научат, затоа што за учење никогаш не е доцна. Ви благодарам. Благодариме на тимот од Македонска каменица. А сега од Делчево ни доаѓа една идеја која што е поврзана со зачувување на животната средина, односно идеја за правилно управување со електричниот отпад. Повелете тимот да ја презентира вашата идеја. Good afternoon to everyone. We are honored to present our idea today. Our team is consistent of 4 members. All are from the youth, including me. My name is Maria Magdalena, Anastasia, Amicia, and Christina. Our idea revolves around how we can manage waste from electronic and electrical devices. Како што кажав, нашата идеја е управување со електричен и електронски отпад. Краткиот опис на нашата идеја вели дека бидејќи нашиот регион е најмногу загаден од нашата држава, така и во цела Европа, бидејќи производството на електричен и електронскиот отпад зависи од тоа колку го купуваат луѓето. Така со растот на електронскиот електричен отпад ние загадуваме не само нашата животинска средина, туку и го оштетуваме здравјето на луѓето кои живеат во неа. Најголем проблем го имаме во нашиот регион со општините Делчево, Трехчево и Македонска каменица. Овде во депониите секој ден повеќе и повеќе расте отпадот од електрична и електронска опрема. И така се загадуваат сите почви и води. Short description of the project idea. Manufacturing of electrical and electronic equipment is one of the fastest growing areas of the manufacturing industry in the Western world as well as in the EU member states. Technological innovation and market expansion contributes to accelerate the process of equipment replacement among consumers, which affects the amount of e-waste in our country. New applications for electrical and electronic equipment in our country are growing significantly. There is almost no part of life in which electrical and electronic equipment is not used. This development leads to a significant increase in e-waste. In existing e-waste management, valuable materials are lost to future generations. In addition to loss of resources, the pollution of the environment through the extraction of raw materials in the mines is also worrying. It is not possible to give accurate environmental impact figures when extracting all materials contained in electrical and electronic equipment, as this largely depends on the location and region where the raw materials are extracted. However, these processes lead to the removal of these metals, and their overall impact of the environment is well known and documented. The situation is the same with this type of waste on the territory of the municipalities of Delčevo, Pehčevo and Makedonska Kamenica, where electronic waste can be seen more often at landfills, and in many cases it is the cause of illegal landfills and contaminates of land and groundwater. Нашата генерална цел е да промовираме одржување и соодветно управување со отпадот и кружната економија. Our main goals is promoting sustainable and conscientious e-waste management and promoting a circular economy.
Како прва подцел имаме минимизирање на несоодветното влијание врз животната средина и здравјето на луѓето од создавање и управување со отпад. First goal is minimize the negative impacts of the environment and human health caused by waste generation and management. Како втора подцел имаме минимизирање за негативните обществени и еколошки влијанија со тој отпад и максимизирање на обществени еколошки можности. Во овие можности ги спаѓаат можност за вработување, сите за учествување со отпад во реалност со еколошки, така што ние еколошки ќе направиме природата подобра, бидејќи ќе има помалку отпад и ќе има обезбедување на простори каде што ќе се поправа овој отпад или барем ќе се поправаат некои уреди кои ќе можат да се користат понатаму. Goal B, minimize negative social and economic impacts and maximize social and economic opportunities, providing public awareness campaigns, increasing public participation, optimization of the e-waste collection system, employment opportunities, waste management system in balance with the economic resources of the society. Индикатори кои се стремиме да ги постигнеме се најмалку од 500 кг селектирана и собирана отпад за генерално почистување на животната средина, учествува активности на 11 жени и 15 млади, организација на директни составници и проектот ќе биде воден и координиран од тим на жени. Проектот го пренесуваат простот на можност и обука и 10 одржани сесии за менторна и обука за 15 млади луѓе и 21 учесници во активностите. Indicators we strive to achieve: at least 500 kilograms of selected and collected e-waste for a period of 1 year. Participation in the activities of 11 women and 15 young people. Organizing direct meetings with the municipalities and developing programs for education and promotions. A project that will be run and coordinated by young women. The project applies the mentoring and training approach. They held sessions for mentoring and training of 15 young people, 21 participants in the implementation of the activities. Главни активности ќе ни биде организирање на простори каде што ќе се поправаат овие IT уреди по поволна цена. Ќе бидат организирани тимови кои што ќе бидат обучени на оваа тема и кои ќе можат да ги поправат. Други активности ќе ни биде организирање на обуки за тие личности кои ќе поправаат уредите и подготовка на организирање на ќе се бидат дадени флаери за обука на овој проблем со отпадот. Main activities: organizes premises in at least 3 municipalities in the region where young people will be educated and where parts of unusable home appliances will be repaired. Preparation and organization of a campaign for raising public awareness in the region through video flyers and educational shows, organizing information days for young people, organizing trainings for waste at least 3 times a year, which will be intended for young people. Каде ќе се одвие овој проект? Овој проект треба да се одвие во општините Делчево, Пехчево, Берово и Македонска Каменица. Where will the project take place? This project will take place in Delчево, Пехчево, Берово and Македонска Каменица. Одржување на проектот. Тој ќе биде обезбеден преку обезбедување на
на подршка од различни донатори, но и средината со која ќе биде обезбедена од диагностиката на ИТ уреди, бела техника и мобилни телефони и нивната поправка. Project sustainability. It will be provided by providing support from various donors and funds that will be provided by diagnostics of IT devices, home appliances and mobile phones and their repair. Партнери се Македонски хаб Делчево, бизнис секторот и општините во регионот. Partners are Youth Hub Delchevo, NGO sector, municipalities in the region. Потребни финансии за реализирање на проектот се околу 2000, кој има времетрајање од 24 месеци, ќе бидат околу 2.500.000 македонски денори или 500.000 долари. Necessary funds for the realization of the project for a period of 24 months is $50,000 American dollars. И за крај имаме некои факти што треба да се знаат за електронскиот и електричен отпад. Некои факти се во ЕУ се продаваат од 11 до 12 милиони тони ОЕ отпад. Најголем удел од масата од ОЕ отпад припаѓа на широки и стари бела техника и на информатиката и телекомуникацијската опрема. Батериите се неизвестен дел од електричната и електронската опрема. Отпадот од електрична и електронска отпад се сметаат за најбрзите растечки отпади во ЕУ со стапка на простор од 3 до 5%, што е 3 пати повеќе од стапката на комуникалниот отпад. There are many facts we must know about this. Waste electrical and electronic equipment, e-waste, is considered to be the fastest growing waste in the European Union, with a growth rate of 3 to 5%, which is 3 times higher than the growth rate of municipal waste. 11 to 12 million tons of e-waste are sold annually in the European Union. The largest share by mass of e-waste belongs to the wide range of home appliances and information and telecommunication equipment. Batteries are an integral part of electrical and electronic equipment. Со рециклажа на компјутерите кои се тешки околу 30 кг добиваме 25 кг суровина од прва категорија кои можеме да рециклираме, а 4,7 кг суровина од втора и трета категорија. Отпадот содржи 4 чисти и квалитетни суровини кои многу наштетуваат на животната средина, како што се олово, жива и арсен. Поголемиот број од луѓе кои купуваат нов телефон на секои 2 години, повеќе од 90% од материјалите со кои се изработени мобилните телефони можат да се рециклираат. Глобално отпадот расте со годишна стапка од 5%, што прави голема штета на природата на средината. Го прави најголемиот отпад на планетата Земја. Тоа значи дека секоја година глобално е отпадот за 50 милиони тони, а секој саат се одложува 40.000 тони отпад. Recycling of computers weighing about 30 kilograms is even obtained up to 25 kilograms of raw material of the first category that can be returned to production, and 4.7 kilograms of raw material of the second and third category. E-waste contains clean and quality raw materials as well as many hazardous components, lead, mercury, arsenic, etc., that adversely affect human health and the environment in general. Most people buy a new mobile phone every 2 years, and more than 90% of the materials used to make mobile phones can be recycled, not including the battery. Global e-waste is growing
at an annual rate of 5%, making it the fastest growing waste on the planet. This means that every year globally, e-waste grows by 50 million tons and 4,000 tons of e-waste are disposed of every hour. СРТ мониторите и телевизорските монитори содржат во просек од 2 до 4 килограми олово. 40% од оловото во овие во деловите со портско од потрошувачката електронска опрема. Дури 70% од ити опремата може повторно да се употреби, што значи дека истото истата таа опрема може и мора да се рециклира. Рециклирањето најдобро го можеме да го направиме со јавно здравје, влијае врз јавното здравје и врз животната средина на добар начин. Различен вид на еотпад содржи околу 60% метали, 30% пластика и 10% стакло. Со само тоа еотпадот представува добар извор на начин на материјали, суровини кои ќе можеме да ги рециклираме и да ги направиме во нови материјали. CRT monitors with cathode ray tube and television monitors contain an average of 2 to 4 kilograms of lead. 40% of the lead in landfills originates from consumer electronic equipment. As much as 70% of e-waste can be reused, which means that it can be must be recycled. Recycling is the best solution for public health, the environment and the economy. Different types of e-waste contain about 60% metals, 30% plastic and less than 10% glass. Thus the e-waste is a good source of various materials, raw materials that are less available in nature. Во Европа е пракса за 30.000 жители да постои соберен центар за одлагање на отпаден од е-опрема. Матичните плочи од ити опремата имаат почеста жива батерија. 40% од оловото во депониите е потекло од потрошувачката електронска опрема. In Europe, it is the practice of 30,000 inhabitants to have a collection center for disposal of waste e-equipment. IT equipment motherboards have a button mercury battery. 40% of the lead in landfills originates from consumer electronic equipment. Ви благодарам за вниманието. Благодариме на тимот кој што фокусот беше ставен на управување со електричниот отпад, а сега следната идеја ни доаѓа од Пехчево и се однесува на Food Hub, односно работилница за преработка на храна. Повелете. Здраво, јас сум Здраво, јас сум Верица и ќе ви ја презентирам идејата која што произлезе од овој младински хаб, а тоа е за работилница за храна која што е веќе воспоставена во Пехчево. Сите сме свесни дека регионот располага со многу природни ресурси или екоресурси, како што се шумските плодови, имаме многу видови на печурке, исто така и во регионот се одгледуваат многу градинарски и овошни култури, од кои што потоа локалното население произведува локални специјалитети.
Па поради тоа, нели од овде произлезе оваа цел за воспоставување на работилница, односно преку оваа работилница се создаваат услови и таа е поддршка за независни оператори за производство на храна да го започнат или развијат својот бизнис. Заедничка употреба на куњата, каде што основаните мали бизниси може да ги намалат своите оперативни трошоци, да се понуди програма за обука или квалификација и преквалификација за луѓе кои сакаат да ја сменат кариерата и да станат предприемачи, оператори и производители на храна. Односно, куњата е заедничка за употреба која може да се користи од оператори за храна, може да се користи за започнување на бизниси со храна и обезбедува обука за секторот за храна и гостителството. Objective of establishing the Food Hub: created conditions and support for small producers and service providers in the region to start or update their own businesses. Shared use of the kitchen, where established small businesses can reduce their operating costs. To offer training, qualification and retraining program for people who want to change careers and become entrepreneurs, operators and food producers. A combination of the above, a kitchen for shared use, which can be used by food operators but can also be used to start a small food businesses and provides training for the food and hospitality sector. Одговорноста за управување на оваа куња или за управување на Food Hub ја презеде Лак Малеш Пијанец, кој заедно со општина Пехчево подпишаа договор за користење на просторијата на старата училишна куња и ја адаптираа во Food Hub. Со поддршка на VFECT и мрежата за рурален развој, просторијата е реновирана и набавена е дел од потребната опрема. Еден од основите на работилницата за храна е развој и воспоставување партнерства како меѓу учесниците, така и со други локални и регионални субјекти кои директно или индиректно можат да придонесат или влијаат на процесот. Во процесот на воспоставување на анализа на потенцијалните корисници на Food Hub, повеќето од засегнатите потенцијални корисници се рурални жени кои имаат најголем интерес за да ја користат просторијата. Првична проценка е да почне со користење од страна на 12 корисници. Lak Maleš Pijanec and the municipality of Pekčevo signed a contract for operating a space where the Food Hub is established. Renovated facility and provided part of necessary equipment with support of VFECT and Rural Development Network. One of the foundations of the food workshop is the development and establishment of partnerships between the participants as well as with other local and regional entities that can directly or indirectly contribute to influence the process. During the research for potential users of the Food Hub, most of the communicated stakeholders were rural women since they have greatest interest in using the hub. In Pekčevo, at the moment, 12 women expressed interest in using the hub. Ова се слики од воспоставувањето на куњата, процес на функционирање и надградба на Food Hub. Food Hub е регистриран веќе во регистарот на Агенција за храна и ветерина и може да се изнајми на час или одреден временски период согласно потребите на членовите, но и други заинтересирани субјекти кои за оваа намена ќе плаќаат за користење на истата. И секако се развива модел за плаќање и цена за користење. Согласно интересот и потребите на локалната заедница се предвидува развој и понуда на теоретски обуки во комбинација со практично презентирање и користење на куњата, а во насока на квалификација и преквалификација. Како долгорочна стратегија на работилницата е создавање на услови и капацитети во насока на зголемување на пазарните можности на членовите, изнаоѓање на нови пазари, давање на маркетинг поддршка. Food Hub is registered in the register of the Food and Veterinary Agency and can be rented for an hour or a certain period of time according to the needs of the members, but also other interested entities who for this purpose will pay for its use, the model for payment and price for use.
according to the interests and needs of the local community, development and offer of theoretical trainings in combination with practical presentation and use of the kitchen in the direction of qualification and retraining is envisaged. The long-term strategy of the workshop is to create conditions and capacities in order to increase the market opportunities of the members, finding new markets, providing marketing support. Ова се веќе слики од првите локални производители кои веќе ја користат куњата и се надевам дека во иднина ова ќе биде многу успешна приказна не само за Пехчево, туку и за другите региони. Благодарам. Благодарам за презентацијата на оваа идеја. Сега одиме со четвртата идеја. Четвртата идеја ни доаѓа исто така од Делчево, со оглед на тоа што овој регион исто така има многу лековити билки и шумски плодови. Оваа идеја е што ќе ја слушнеме сега се однесува на користење на билките од планината Голак и нивно искористување за подготовка на чаеви, зимници и козметички производи. Повелете. Good afternoon. My name is Iskra Georgievska and I'm here with my team, Magdalena Georgievska, Vanya Georgievska, Christian Dimitrovsky and Sinisha Petrovsky. Our idea is to collect herbs from our mountain Golak and then to turn them into essential oils. Социјалното предприемништво или нашиот иновативен модел за решавање на нашиот предизвик е можен, едноставен и изводлив за нашиот терен. Континуираното спроведување на оваа економска активност ќе им биде од корист и на оние кои работат и на оние кои купуваат. Social enterprise, production of essential oils. Social entrepreneurship of our innovative model for solving our challenge is very simple and feasible for our field. The continuous implementation of this economic activity will benefit both those who work and those who buy. Позадината на нашето социјално предпријатие. Позадината на нашето социјално предпријатие е тоа што преку ова значаен број на невработени лица ќе добијат работа со помош на која ќе можат да обстојуваат. Ретките видови на билки што се наоѓаат на нашата планина Голак и во целата околина на Делчево ќе бидат корисно искористени за добри цели. А исто така, со производите што ќе ги произведуваме, се надеваме за добар ефект во здравјето на потрошувачите. The background of our social enterprise. The background of our social enterprise is that through this, a significant number of unemployed people will get a job with the help of which they will be able to survive. The rare species of herbs found on our mountain Golak and in the whole area of Delchevo will be useful for good goals, and also with the products we will produce we hope for a good effect of the health of consumers. Предности, слабости, можности и закани. Предности. Голем број на потенцијални работници и корисно искористени планински билки. Слабости. Финансиски средства, работна просторија, соодветна опрема и стручно лице. Можности. Нема конкуренција, заинтересирани донатори, отварање на повеќе работни места и закани, недоволно волонтери и недоволна потрошувачка. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. Strengths: a large number of potential workers, useful mountain herbs. Weaknesses: financial resources, office, appropriate equipment, expert. Opportunities:
there is no competition, interested donors, creating more jobs. Treats, insufficient volunteers, insufficient consumption. Потребата на нашата идеја е тоа што сакаме да го оствариме овој проект на начин на кој би можело сите заинтересирани да придонесат и да го намалиме бројот на социјално загрозени луѓе и правилно да се искористат ресурсите од животната средина која не обкружува. The need of our idea is that we want to realize this project in a way that all interested parties can contribute and reduce the number of socially disadvantaged people and properly use the resources of the environment that surround us. Пред се, сакаме да им помогнеме на социјално загрозените луѓе на кои навистина им е потребна помош. Сакаме правилно да ги искористиме природните богатства во нашата животна средина, на нашиот град Делчево и планината Голак, кои ќе бидат преработени во етерични масла, со што нема да останат неискористени. First, we want to help socially disadvantaged people who really need help. We want to properly use the natural resources in the environment of our city Delčevo and the mountain Golak, which will be processed into essential oils so that they will not remain unused. Благодариме на тимот за преработка на билките од планината Голак и ни остана за денеска предвидена уште една презентација на тимот Природна перспектива од село Нов Истебник, кои ќе ја презентираат нивната идеја за одржливи практики. Повелете. Hello. First of all, nice to be here and to have this opportunity to present our idea. This is a Center for Sustainable Practices that we started a few years ago, and we will share now with you our goals that we want to accomplish with this project. So we want to make the Center for Sustainable Practices that aims to support ideas and knowledge in the field of sustainability, providing the space and resources to learn and teach, to share and inspire. So our idea is to bring volunteers all around the world and to give them here the space that we have. And this is an old house that we have it from our families, that it's dated since the Turkish time, and it's made it with natural materials, and we want to restore it in the same way and to be like a space where young people can come and learn how they can do similar things. Our vision is, the idea how we want to do this, it's divided in 3 steps, and this is permaculture, volunteering, and agritourism. So here there were some photos from the recent activities that we have, but since the time is limited, we'll go much faster. With permaculture, we want to show approach that it's worldwide now known, and its approach of creating a permacultural concepts and designs of the landscape, and that it's really based on saving the ecosystem and creating a small ecosystem who will help in providing enough resources for humans to survive without rushing the ecosystem. We choose permaculture as a practice that combines ecological agriculture, eco-building, and renewable energy sources. So by implementing the principles of permaculture, we get healthy food, renewable ecosystem, lower ecological footprint, and sustainable living. Next thing that we want to promote with our idea is volunteering. Since we have been volunteering the last 5-6 years all around Europe in the similar projects, volunteering is really meaningful for us, and we found the definition that we put here. Volunteering is a volunteer act of an individual or a group freely giving time and labor for some goal, idea, or community service. So with volunteering in our project or in our idea, we want to
We choose volunteering for several reasons. It's a great way to exchange knowing and ideas with the host, even we really want to bring new ideas here. It brings the youth to rural areas and it opens up space for solidarity and sharing with people. Like the volunteers that we had in the last few months, they were really helping with other local peoples, not only in our place. It helps to inspire and to connect with nature more, and young people spread the idea. Oh, I messed it up a bit. And it gives us opportunity to exchange with the world in a different way. So, and then agritourism. Agritourism as a form, it's now come, and we really want, because since we are in a small village, we want to include it in our project in a way that it will bring us benefits, and we can share the ideas that we have with the project that we are doing, because we have the space and that can be offered for creating workshops, that can be planned for many other things. Why we choose agritourism for this? We choose agritourism for several reasons. It has social and economical benefits. It combines an offer with healthy food and connection with nature. It will help us to promote the Pijanec and Mališ region. It will create green jobs. It will support small local farmers and producers. So we'll share also with, we'll bring the tourists to the other local people. About us, we started this since 2017 as an informal group of young people. Now we're kind of having an NGO that it's also, with the NGO we're trying to work on this field, and you can find us in some social media like Facebook and Instagram, where we are sharing our results of the work that we have done so far. Thank you. Благодариме на сите тимови кои што имаа навистина интересни презентации, ги споделија нивните идеи. Верувам дека во следниот период тие идеи ќе имаат можност да ги спроведат и во пракса, и не само овие идеи, ами овој младински хаб кој што е воспоставен во рамки на регионалниот центар за застапување во следниот период, очекуваме дека ќе генерира уште повеќе идеи на младите и ќе биде како еден центар, како едно јадро каде што ќе се разменуваат идеи и тие идеи ќе се спроведуваат и во пракса. So we have opportunity only to hear 5 group presentations, but I believe that the hub in the next period will be used as a space that will provide and enhance youth people to develop other ideas and to implement their ideas in practice. That will be as a core in frame of the Regional Advocacy Center, where all of the ideas that came up can be developed and implemented in the next period. Со ова се движиме полека кон завршеток на официјалниот дел на настанот. Јас ви благодарам на сите за присуството и за внимателно што ја го следете целиот настан. И сега ве поканувам на еден неформален дел со еден мал коктел да ја продолжиме неформалната дружба. So thank you all of you for your attention and following all the presentations during the formal part, and now with the small informal part we can continue with discussions and exchanging of our ideas. Have a nice day. Thank you.